Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е професорот Јанко Бачев, воедно и председател на Единствена Македонија. Господине Бачев, добре дојавте во студио 10. Добар ден за гледачите на ТВ24. Да почнеме со резултатот од локалните избори. Вие настапивте на локалните избори. Ако не се лажам, имавте советнички листи, објавено во повеќе општини. Па еве, како прво прашање, како поминавте на локалните избори, дали сте задоволни? Па, тоа што го очекувавме како резултат, морам да кажам дека не го постигнавме, инаку настапивме со 29 кандидатски листи низ Републиката. Сега тука има и објективни причини, бидејќи изборниот закон е така скроен 30 години што ги фаворизира во главном големите партии ВМРО, ДПМН, СДСМ и двете албански партии кои се доминантни во тој блок. Сега да не излезе ова гола реторика дека се жалам за изборите, еве ќе нафрлам само два моменти од законот, што народот тоа може малку го знае, а тоа е најбитното. Државното финансирање за изборите и медиумското представување. Тука, ако видите, во медиумското представување, еве излезе пред неколку дена извештајот од Агенцијата за аудиовизуелни услуги, во 20-дневната кампања ВМРО ДПМН 189 часа реклама на телевизиите, ДУИ, коалицијата нејзина 109 часа, СДСМ имат 89 и ВЛЕН 76. Вкупно 560 часа платена политичка програма на овие партии. Единствена Македонија 0. Повторам, 0 минути на телевизиите во тие 20 дневна кампања. Во делот на финансирањето, во законот се запиша овие големите партии, може да се потрошат најмногу 3 евра од гласач. Во Македонија има околу 1.800.000 гласачи, по 3 евра, тоа се околу 5.400.000 евра, и тие пари државата ги дава за финансирање на партиите за време на изборите. Сите тие 5.400.000 евра си ги поделија СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и ВЛЕН. И затоа оние доминираа на изборите. Исто така тие што се наблюдувачите, популарно што седат на кутиите, тоа се 3600 избирачки места, ВМРО, ДПМН и СДСМ делегираат по еден член и еден заменик, значи 3600 и заменикот по 7200 луѓе доминираат на денот на изборите, што се тие луѓето на кутиите, се запишаа во законот, дневници за тој ден се земаат од буџетот. Ако сакаме ние како Единствена Македонија, имаме право да ставиме и ние на 3600 избирачки места наблюдувачи, треба околу 500.000 евра сами да си ги платиме. Значи тоа е едно тешок дискриминаторски закон, изборниот закон, и затоа ако не се промени ништо во таа насока, очигледно е дека овие партии ќе се владеат. Еве кажав, значи коалициите СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и ВЛЕН 560 часа во 20-дневната кампања, 5,4 милиони евра добија за реклама и платени наблюдувачи. Единствена Македонија 0 минути во 20-дневната кампања, 0 денари од државно финансирање, 0 денари за наблюдувачи. И во едни такви услови ние излеговме на изборите, али како што кажав, значи ние вообичаено сами настапуваме, бидејќи нашите програмски определби се далеко од другите партии. Еве телеграфски само да набројам, значи ние сме партија што во основа се бори за македонските национални интереси, поништување на Преспанскиот договор, раскинување на бугарскиот, поништување на фалсификуваниот попис, укинување на службата за државна безбедност и правење мала, ефикасна и високо оперативна служба која што ќе биде во интерес на државата, а не да ги следи граѓаните. Ревизија и одземање во криминалната приватизација и во постприватизацијата, значи тие се определби кои што се далеко од сегашните партии. Ова поврзано со финансирањето на политичките партии се актуализира особено со случајот со Левица, која има и претеничка група во собранието, која исто така и беше забрането и да се рекламира нити доби државни пари. Сега гледаме дека повторно има некакви најави за донесување на нов изборен закон во собранието. Мислите ли дека ќе се случи тоа, или дали мислите дека доколку и се донесе нов изборен закон, дали би се решиле овие аномалии, например ова со финансирањето на помалите политички партии, дали ќе се направи Македонија една изборна единица, дали ќе се направат отворени листи, нешто што вие што сте помалите политички партии се залагате цело време? Па во делот на финансирањето сум песимист дека тоа нешто ќе се направи, бидејќи и овие странските најрелевантни опции од ИХР излегува дека изборите се фер и демократски. Како може да бидат фер и демократски кога пред малку ви кажав? Ние може да зборуваме за изборите дали се законски или незаконски. Само во таа смисла. А изборите во Македонија никогаш не биле фер и демократски. Како може да бидат фер и демократски
врз основа на тоа што пред малку го зборував во делот на финансирањето. Така што бидејќи и овие меѓународно релевантни што се тие наблюдувачи тука ги признаваат 30 години таквите аномалии и нив им требат, значи да се вртат тие партии на власт. Не им треба утре ако дозволат они равномерен настан да влезе тамо Јанко Бачевски им прави проблеми на овие меѓународни. Тоаш Македонија нема да биде, значи они сакаат фактички ги поддржуваат овие 30 години овие структури, бидејќи слепо ги следат нивните, да кажеме, тие залагања што ги имаат во однос на Македонија, непроблематични. Еве примерот со една изборна единица, тоа се врти веќе десетина години пред секој избори, исто така. И има најави пред секој избори дека тоа ќе се смени законот и во таа насока, али тоа не е многу битно. Значи најбитно е, ако сакаат искрени, фери, честни и демократски избори, да се смени во делот на финансирањето и во делот на медиумското представување. Нека не пуштат сите да се представуваме, па народот нека одлучи после за кого ќе гласа. Да. Во однос на вашите партиски активности на Единствена Македонија, вие пред малку ги набројавте вашите приоритети. Гледаме дека некако сте доста насочени и кон надворешната политика, кон она што представува меѓународно представување на Македонија. Неодамна бевте и на една конференција безбедносна во Белград, пред тоа бевте на друга, тоа е пантуркизмот денес во Белград, тоа во мај, како што ни кажавте. Што се вашите активности и цели кога зборуваме за таа меѓународна активност на државата? Па видете, сега тие беа, така може да кажам, доста добро и релевантни со присуство на бројни научни истражувачи. Ова втората што ја кажав сега, што беше 3 дена во Белград на 30 октомври околу системот на колективна безбедност, имаше 50 научни работници, 57 научни работници од 50 земји од 4 континенти. И беше дури во воведно излагање отворена од еден од кандидатите за генерален секретар на Обединетите нации, Пино Арлачи, а претходната беше во мај за пантуркизмот. И тука во однос на претходната конференција, тука можам да кажам, јас настапив со еден труд, значи, за пантуркизмот, али со посебен осврт на односите Македонија-Турција, бидејќи Турција е водечка земја во тоа движење пантуркизмот. Тој е еден правец, себе само накратко, кој што се појавува некаде во 19 век во царска Русија, 1840 година, го прават интелектуалци од Турција и првични заложби му биле многу радикални, обновување на неосманската империја, што е денска илузија и да се помислува. И значи јас од еден реален аспект на научно засновани основи, значи го обработив тој дел, посебно со односите со Турција, и морам да кажам дека сега на поголем дел од излагачите таму не им се допадна баш. Мислам на излагањето, бидејќи таму во главно сите излагања, сите тие држави беа дека Турција е голема опасност за Балканот, дека посебно во Србија, српските научници беа посебно така загрижени дека Ердоган има амбиции, Санџак таму тој дел. Всушност, значи конференцијата беше направена да го представи ширењето на пантуркизмот, а не беше од самите пантуркисти, да речеме. И имаше голем страв, за разлика од мојот труд, да кажеме, кој што зборуваше за одлични односи меѓу Македонија и Турција 30 години. И навистина е така. Ние од 90-та година навака, значи, Турција е наш искрен пријател и застана на страната на Македонија и на македонците со тој спор визави со Грција што почна во 90-ти. Така да тие односи и јас тоа моите истражувања таму тоа со факти и докази го докажувам дека во Македонија нема такви амбиции за обновување на таа неосманска империја што пројавува одреден страв посебно кај научните работници што беа од Србија, исто така во тој дел и тие научници што беа од источните земји, зборува во тој глас, имаше од Русија, од Белорусија, од Грузија, од Казахстан имаше исто, од Азербејџан имаше исто излагачи. Значи во таа конотација, меѓутоа мојот дел, како што спомнав, беше значи во тој осврт на односите Македонија Турција, тука со еден збор кажано, значи тие односи се одлични меѓу Македонија и Турција. Турција уште на почетокот застана за Македонија, дури ако се сеќавате да сега вие сте помлад 91 година кога дојде тука Тургут Озло, тогашниот турски председател во посета на Македонија, со Киро Глигоров се сеќавам беа во посета на џамија на Битпазар и од самото излегување од џамијата даде многу убава корисна изјава Тургут Озло, кога јасно кажа дека безбедноста на Македонија е грижа на Турција.
Во тоа време кога беа тие провокации, летаа тука, прелетува грчки борбени авиони над Македонија, па тоа фамозно кафе Муабет Мицотакис, Милошевиќ дека ќе делат Македонија, тоа беа едни турбулентни времиња. Така да се значи мојот дел беше во таа насока, моето истражување, а втората конференција беше во однос на колективната безбедност. Тука настапи со еден труд на системот на колективна безбедност преку Обединетите нации и модели за ревизија на самиот систем на колективна безбедност. Исто така таа конференција беше добро посетена со голем број научници. Сега значи така во тој дел значи еве сега имам веќе уште неколку покани до крајот на годината исто за учество на конференции. За да завршам со прашањето што ме прашате, значи моите активности се воглавном и покрај политичкиот дел и во таа насока па не е се политика, значи во еден дел и во науката. Да, кога се зборува за единствена Македонија, влада една перцепција во државата дека вие сте партија која е анти-НАТО, анти-ЕУ, дека вие се залагате за поврзување на Македонија со Русија, па и со Кина, но кога ги гледаме вашите излагања, излегува дека не е баш така. Еве, како би одговориле на тие, да речеме, па видите се, тоа е обвинувања, да речеме на некој начин? Таа е една пропаганда и на етикета што нас не се наметна 2018 година, кога ние како единствена Македонија предводевме блок од 84 организации за бојкот на референдумот и активности за околу одбрана на името. Значи единствена Македонија нити е проруска, нити било каква пропартија, туку е автентична македонска партија која во основа се бори за одбрана на македонски национални интереси. И јас сите активности на единствена Македонија ги гледам низ призмата низ македонски интереси. Во тоа време 2018 година руските интереси на Балкан се поклопија со македонските и Русија стоеше на страната да го одбраниме името Македонија. Тогаш не бевме членка на НАТО, тоа и беше тогаш да кажеме изводливо. Можеше тоа се направи. Меѓутоа Ѓорги Иванов во тоа време како тогашен претседател во последен момент го направи предавството, бидејќи се беше договорено кога Заев го прати писмото во Обединетите нации јануари месец 2019 дека Македонија го промени името, дека ќе става под новото име, тогаш во координација, тоа веќе не е тајна, можеме да го кажеме, во координација и со Москва и со Иванов, беше кажано тука, убедете го Иванов да прати паралелно писмо, му беше напишено се, Иванов прифати во прв момент дека тоа ќе го направи, после се предомисли. Сега историјата да не ќе каже дали беше уценет, дали беше уплашен, дали беше подкопен. Меѓутоа за мене денеска Ѓорги Иванов е на исто рамниште предавник како Зоран Заев. Сега тоа јавно се за Иванов малку го знае, во главно се знае за Заев што ги направи предавствата. Меѓутоа во позадина Иванов го направи најголемото предавство. Ако го направеше тоа во Обединетите нации што го договаравме, ако го пратеше тоа паралелно писмо како претседател, тоа во Совет за безбедност ќе се створеше еден судир тука меѓу петте постојани членки и тоа името до денеска немаше да биде променето. Меѓутоа се случи тоа што се случи и во тој контекст што ме прашате, значи јас работи гледам низ реално денеска, да кажеме веќе Русија нас не може ништо да ни помогне. Во овој момент сега ние сме земја членка на НАТО. Во овој момент. Така што тие во јавноста што ги слушаме тие пароли дека ние сме ист народ, иста религија, имаме стични историски вакви онакви врски. Во меѓународната политика во меѓународните заедница владее една сурова политика. Меѓународната заедница е многу сурова, таму владеат интересите, таму нема емоции. Еве најпластичен пример. Па има ли поблиску од украинците од Русија? Се испотепаа меѓу себе. Значи, владеат интересите. Секоја држава си го гледа својот интерес, а ние треба добро да знаеме да го дефинираме нашиот интерес и да најдеме партнери според кој интерес ќе го оствариме. И во оваа насока сега добра е ориентацијата на оваа влада што сврти соработката према Америка со Трамп визави Европската унија. Гледаме веќе дека во Европската унија таму седат земји кои што во историјата на Македонија нанеле големо зло во Брисел. И добра е, мислам дека оваа ориентација што се врзуваат активностите на Македонија према Обединетите нации, конкретно сега спрема претседателот Трамп. Така што значи во таа меѓународна политика треба се гледа реалноста, реалните интереси и бидејќи од давнина е кажано дека нема вечни пријателства, нема вечни непријателства, туку има само вечни интереси. Па еве најпластичен пример е 6 ноември, сега Советот за безбедност донесе резолуција со која што сирискиот председател Ахмет Алшара, така ми се вика, и овој министерот за надворешни работи и што е за разузнавачките служби Асан Хабит, мислам дека се вика, тие беа на терористичка листа на меѓународната заедница. Сега одат во белата куќа со Трамп. Не во белата куќа, него во Совет за безбедност донесоа резолуција, ги тргат од листата, се дигна 2 прста. А беше најголем нивен противник, бидејќи го струшија Садат. А Садат беше милjenиче на Москва. Еве го
Сега човече го спасија во Москва, значи ќе го не ликвидира. дозволија на руските сили да останат во Сирија и базите да ги задржат. Така и овие значи дигнаат два прста за овој, и сега е овој како слободен граѓанин, гледате шето овој новиот председател, а во исто време таму да кажеме јас имам тие информации, таму турската разузнавачка служба направи како да кажам на времето кога да потребне формулацијата уште на Хитлер, блицкриг го сруши Асад. Тоа беше изненадување за русите, ги фатија на спиење. Бидејќи они го чуваа, бидејќи го бранеа режимот на Асад. Овие турски, сега не знам дали тука е ЦИЕО меше, нама за турската служба знам сигурно, преку ноќ го смени Асад. Так, а Турција е денеска пријател и со Америка и со Русија. Сега видите какви интереси владат. Турција 30 години води, сега може би е тежок збор, ќе го кажам, една превртлива политика. Значи балансира со интереси и према Москва и према Вашингтон. За питните прашања, Сирија е најголем. За питните прашања, Сирија, Европска унија, Украина, БРИКС, Турција гледате го менува ставот. Еднаш е во корист на Русија, еднаш во корист на Америка. Сирија е најголем пример за тие комплексни односи помеѓу меѓународните играчи, каде што сите се едни против други, па има разни коалиции кои се чудни. Сирија од секогаш била пример за такво нешто, сме анализирале. Сакам друго нешто да ве прашам. Вие го спомнавте пред малку и Преспанскиот договор и промената на името, но гледаме дека сега ми се чини дека вие сте единствена партија, може би уште некој има, што се уште се залага за тоа. Гледаме дека владеачката ВМРО ДПМН веќе воопшто не се зборува тоа, не е ни на дневен ред воопшто таа работа. Па добро, во однос на точно тоа, во однос на Преспанскиот договор имаше изјави од некои функционери во ВМРО ДПМН во време на кампањата, мислам Николовски, овој вице-премиерот, па дали и Тимчо Муцунски имаше некои такви изјави дека Преспанскиот договор е завршена работа за Македонија, додека за бугарскиот држат се линијата македонска. Иако кога беше ВМРО ДПМН опозиција не збореа баш така. И голем дел од јавноста доби впечаток дека ќе се обидат да направат нешто во врска со тоа. Па да, па видете сега реални да бидеме во овој момент, значи да се поведе постапка, да се поништи овој Преспанскиот договор, а има основи за тоа, бидејќи според меѓународното право тој договор може да се поништи, може да се поведе постапка. Сега значи треба да се чека прав момент. Сега те геополитички околности како ќе одат, бидејќи земајќи во предвид сега ние многу битно, многу се зборува за тој мултиполарен, биполарен, дека распаѓање на таа униполарна структура, значи и етаблирање на таа нова мултиполарна структура, многу битно е тука каде Македонија ќе го најде своето место. Ние немаме многу голема корист ако сега тој биполарен свет се менува, место Америка е една доминантна, ќе биде и Русија, ќе се го врати местото од времето на Советскиот сојуз како доминантна сила на светската сцена. Меѓутоа што не значи нас тоа да кажеме ако Русија ги види своите интереси во Африка, во Латинска Америка. Значи јас секој пат сакам или во Бугарија. Работе да ги гледам од интерес на Македонија. Што тој нов мултиполарен свет значи за Македонија? Ние да ги оствариме нашите интереси, да си го вратиме името, да го зачуваме идентитетот. Значи гледате ние на светската сцена сака да не избришат, а тоа го прават со Преспанскиот и со бугарскиот договор. И од тога низ призмата сакам јас да ги гледам реалноста, реални интереси, меѓутоа во тоа време бидејќи ние заев го победивме во кампањата за референдумот, службите заев ја наметнаа во јавноста таа слика. Еве, Бачев единствена Македонија се руски инсталации, руски пари. Каде се тие руски пари? Ако има руски, ќе излегува на виделина. Во Македонија е забрането законски партии да се финансираат со руски пари. Зошто не испоапсат ако има руски пари? Значи се беше тоа една кампања во тоа време и од тога, значи, а во тоа време кој што кажав Русија можеше да ни помогне тога зимето, сега не може да ни помогне. Ние сме членка на НАТО. Добро, еве, ворете за Преспанскиот. Еве да го спомнавте договорот со Бугарија. Договор за добрососедство со Бугарија, значи да бидеме попрецизни. Гледам дека ни тој не се спомнува веќе. Знаеме сега за ова што зборува власта во однос на односите со Бугарија, за преговарачката рамка, за се е тоа окей, но тој договор со Бугарија воопшто не се спомнува. Дали да се направи нов договор, дали да се поништи тој или било што, воопшто не се спомнува како да не постои. Иако тогаш беше многу демонизиран, напаѓан и така натаму. Видете се, договорот со Бугарија има една интересна работа, што еве јас, бидејќи тоа е моја потисна научна специјалност, меѓународно право, меѓународни односи, има посебна работа, бидејќи ние спомнав на почеток сме партија која во основа се бори за одбрана на македонските национални интереси. Еве ќе искористам оваа прилика, во тој договор ќе кажам можеби две работи со јавноста воопшто не ги знае и власта. Значи во тој договор има и корисни работи за Македонија. Генерално тој е штетен, бидејќи со членот 11 се бришат македонците во Пиринска Македонија. Меѓутоа таму тие што го пишувале договорот, условно кажано експертите на Заев и на Бојко Борисов во тоа време направиле голем превид
во самиот договор и таму има некои формулации што се во исклучува корист на Македонија, меѓутоа еве да земам од незнаење, можеби нашето Министерство на дворешни работи не ги користи тие работи. Сега гледате генерално што се случува. Например, што? Еве сега, например, ако ги земете сега бугарските и грчките премиери и председатели, секоја втора реченица им е да се почитуваат договорите, да се почитува меѓународното право. Значи, сега да не звучи грубо, значи ни се местат баш како што треба спортски кажано, пенални местат. Одлично. Чим сакате според меѓународното право, значи нашата власт сега треба да излезе од таа дефанзивна политика и да афирмира еден офанзивен пристап и ја тука ќе им посочам две работи кои што треба да ги искористат. Гледате, сега имаме ние мешовита комисија, македонско-бугарска. Да. Таа комисија се состанува во Скопје, во Бугарија, и во таа комисија се расправа само за македонската историја и образовни прашања. Почна од Самуил, од Гоце Делчев, па дојдеме. Али ако го видите договорот таму, членот 8, добро ако се испротолкува, значи толкувате го како сакате, и граматично, и јазично, и телеолошки, и систематски, значи сите и логички. Таму ако видите во тој договор има една формулација, не зборува за историјата на Македонија, него има формулација во множина, историските и образовни прашања, значи бидејќи во множина, произлегува дека треба да се испитуваат на двете земји. Значи таа комисија да работи на објективно и на научно засновани автентични докази засновани на историски извори, историјата и образовните прашања на двете земји. И ако тоа се случи сега, тоа е во договорот, таа е интенцијата, духот на пишувањето на договорот, тоа е членот 8. Значи во множина е формулацијата и не зборува за Македонија, него за двете земји. И ако сега тоа се направи, ако нашата влада тоа го афирмира, дајте луѓе, да, еве во Скопје зборуваме за македонска историја, кога ќе отидеме во Софија, дај ќе зборуваме за бугарската историја. И ако тоа прашање се отвори, сме ги решили сите работи. Бугарската историја е јасна. Што би можеле ние ајде да речеме да оспориме во однос на бугарската историја, како они си ја пишуваат? Јасно е, ако ние сега го наметнеме први тоа прашање, во духот на меѓународното, во духот на јазикот на кој што е пишан договорот и во духот на меѓународното право, ако се држиме строго за договорот, треба на дневен ред на комисијата да бидат историјата на двете земји. И кога ќе оставиме тоа на дневен ред, цел свет ја знае бугарската историја дека до 6 век таа била ханот Аспарух, таа е старот татарска бугарска држава. До 6 век христијанството го примат во 9 век. И се знае, значи, историјата, значи, јасно ќе се разграничи македонската и бугарската историја. Значи, сега треба да се наметне тој момент од членот 8 од договорот, значи да се испита, да се стави на масата двете истории и со тоа се завршува целата ова работа на негирање на македонскиот јазик и идентитет историја, бидејќи никој нормален историчар во светот нема да го негира тоа. Сите знаат дека старата бугарска држава настанува во 6 век со ханот Аспарух, тие се од татарско-монголско потекло, си го имаат стариот бугарски јазик и после во 9 век го примаат христијанството. Тоа се неспорни факти историски, не може никој да го негира и гледате го ова, си го задржуваат старото татарско име Бугарија и знамето ако им го видите на бела, црвена и зелена основа, единствено знаме денеска има Република Татарстан. Такво знаме има. Истото што го има Бугарија. И значи сега е битно Македонија еве опатувам денеска апел од тука. Тоа е многу битен момент што никој не го гледа. На дневен ред е само македонската историја, договорот не вика така. Значи добро протолкувајте го, формулацијата е во множина. Тоа е едниот момент. Вториот момент е Добро, ние само сакам ова да кажам, ние искрено реално немаме ниту информации што работи таа историска комисија, ни сега, ни за време на минатата влада. Значи, само слушаме некакви одбреси, некакви рефлексии од таму, но ние не знаеме, можеби разговара за тоа, не знаеме. Па не знам, и составите на тие комисии за мене е непоимливо во таа комисија да нема експерт по меѓународно право. Таму се некои филозофи, историчари, мора таа да биде малку пошироко и првичната беше таква. Значи мора да вие да ставате таму во таа комисија членови од повеќе, еве сега јас ова што го кажувам, ова е од аспектот на меѓународно право. Еве уште еден аспект од таа страна. Пред неколку дена читаме се состанале, нашите им ги пратили учебниците по 6 и 7 одделение по историја во Бугарија на рецензија. Тоа исто се прави катастрофална грешка, исто тоа мислам дека од незнаење од наша страна. По меѓународното право државите се суверени за прашања што се исклучува внатрешна надлежност. Тоа го предвидува повелбата во членот 7, каде јасно кажува дека ниедна држава не може да се меша во внатрешни прашања. Сега некој ќе каже има меѓународен договор, а во договорот е точно, стои дека од тие образовни прашања треба да се разгледуваат, тоа е точно. Меѓутоа, во повелбата таму во членот 103 има една одредба која вика дека обврските што произлегуваат за државите членки од повелбата и обврските што произлегуваат од еден меѓународен договор, предност имаат обврските од повелбата. Значи сега имаме судерни обврски, според меѓународниот договор со Бугарија треба да се испитуваат образовни прашања, а според повелбата тоа е забрането, не смеат. Тоа е исклучиво внатрешно прашање на секоја држава какви учебници ќе има.
А тоа е први понижувачко и срамно, вие сега нашите учебници за 6 и 7 година некои им ги пратија во Софија, таму во Софија одат на рецензија. Тоа за една суверена држава е прво според повелбата државите се суверени на меѓународната сцена и треба совесно да си ги исполнуваат обврските од повелбата. И сега што најбитно значи што кажа според тој член 103 од повелбата, ако дојде до судир меѓу обврската од договор и обврската од повелбата, предност има повелбата и нашите не се обврзани по меѓународното право да ги даваат учебници на рецензија во Бугарија. Да, но имаме ли тука едно политичко лицемерие? Јас еве ќе прашам, не навлегувам во тоа дали е тоа правилно или не е правилно, зборувам само за политичко лицемерие, бидејќи се случува нешто сега ВМРО ДПМН го прави истото за тоа што го обвинуваше СДСМ, дека го прави со историската комисија. Па видите сега, тука мора да бидеме реални, ВМРО ДПМН оваа влада држи промакедонска линија во однос на бугарскиот договор. За сега јасно се кажува дека нема да се прават пазари на штета на националниот идентитет, додека СДСМ заев договорот што го склучи за Бугарија во членот 11 ги брише македонците од Пиринска Македонија. А оваа влада сега јасно кажува, не е проблем Бугарија, ќе ги ставиме во уставот, дајте гаранција дека тоа е последно. Иако гаранциите на меѓународната сцена колку важат, тоа е друга работа, меѓутоа значи за преспанскиот кажав дека не се спомнувам, меѓутоа за овој бугарскиот да видиме реално спрема Бугарија, значи се држи таа линија промакедонска, сега дали ќе се издржи, јас верувам дека треба да се издржи до крај, бидејќи јасна е интенцијата дека и утре се стават бугарите во уставот, на тој пат на Европската унија таму ќе поминат уште години и ќе се барат и други отстапи. Меѓутоа сега битно е тука сега оваа влада да заигра на меѓународното право. Дури не е ништо страшно во Брисел таму во Европскиот парламент да инициират една декларација да се донесе таму. Ајде да донесеме декларација дека спорот Македонија Бугарија ќе се реши според меѓународното право. Еве ги грчкиот премиер Мицотакис, бугарскиот Радев, нивните председатели, секоја втора реченица им е да се почитува договорот, Меѓународното право. Одлично. Зошто ние сме во дефанзива, тоа не е јасно, а токму според меѓународното право сите факти и докази се на наша страна. Да, но гледаме кога доаѓа таква работа во Европскиот парламент, така беше и во германскиот Бундестаг, дека токму тие десни конзервативни партии застануваат на страната на Бугарија, додека левите партии во Европскиот парламент ја туркаат македонската позиција, предводени од словенечките европарламентарци и останати, но ние десни кои се сестрински партии на ВМРО ДПМН во принцип застануваат некако на страната на Бугарија. Сега тоа претпоставува една друга ситуација која што ние 30 години пак ја немаме. Тоа претставува жестоко лобирање. Ние мораме во Брисел да имаме најмалку 10 луѓе. Ако треба луѓе ќе се платат таму. Не немаме човек таму, да кажеме постојани, јак тим што секој ден ќе лобира во Брисел. Отидете сега тие да видиме реално, тие пратеници таму во Европскиот парламент, некои си од Лихтенштејн, тие не знаат каде е Македонија или па да знаат за спорот Бугарија Македонија. Значи сака лобирање, тие луѓе да се запознаат таму. Кој гласат? И Бугарија тоа што викате што го постигнува, го прави со силно лобирање. Сега не е во предност, има пратеници во Европскиот. Не сме земја членка на Европската унија, немаме таму пратеници. Меѓутоа тоа треба со еден постојан тим во Брисел, што денонокно ќе бидат таму, денонокно ќе лобираат кај тие европски институции. Меѓутоа ние тоа го немаме. Таа дипломатија. Ние имаме некоја мисија таму, но што прави, кој знае? Сега мисията по партиска линија ги пуштаат таму, тукаислужени кадри, еве од типот на Боцевски, гледате во секоја власт амбасадор. Такви ги редат, да кажеме, одработуваат за властите и ќе дојде време и ги редат таму амбасадори, а нема никакво знаење, постигнување или достигнување. Значи во Брисел се сака јак тим што државата ќе го плати, ќе одвои средства од буџетот и тој тим таму денонокно ќе лобира. Од еве ја спомнав таму сега, во тој Европскиот парламент имате околу 750 пратеници, тие да ги прашате сега 8 бугарски, тие да ги прашате таму и дали знаат каде е Македонија, не па да знаат за македонско-бугарскиот проблем како е. Значи треба да се убедуваат да се лобира кај нив, али тоа треба да се направи владата со постојан тим во Брисел. Да. Добро. Господине Бачев, ви благодарам за овој интервју. Благодарам на поканата. Ова беше Јанко Бачев, првиот дел од емисијата. Одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Костадин Ацевски, доскорешен претседател на партиската организација на СДСМ, Ѓорче Петров, поранешен пратеник, разговараме за состојбите во СДСМ.